Денес темата ни носеше наслов "Пазете се од заблуда" и за вечер и разгледавме неколку стиха, 4 стиха од Лука 11 глава. Акцентот беше ставен на оној 35 од кај што ни е испратено на предупредување. Внимавајте светлината што е, внимавај светлината што е во тебе да не биде темнина, да не стане темнина. Зборувавме за заблуда, каде што светлината ја правиме темнина, темнината светлина, или доброто го нарекуваме зло, а злото добро. Вечерва ќе видиме неколку цитати од Духот на пророштвото, кои што повеќето од нив се бават со последното време и со сето она што не очекува во последното време, да видиме како да се заштитиме од заблуди, какво време доаѓа и како можеме на единствен начин наистина да се одржиме во вистината и во светлината, за да не заблуди непријателот. Ќе почнам вака од овде. Ова е од Копнежот на вековите, мислам беше, да? Да, од Копнежот на вековите, еден малку подолг цитат, но познат настан. Сеќавате кога Исус ги нахранил оние 5000 или 20.000, да кажеме, приближно луѓе, со неколку риби, неколку парчиња леб, односно лебови, и потоа повеќето од луѓето од интерес за храната тргнале, знаете, заминал на другата страна од езерото, па овие тргнале по копно и го стигнале некако таму, и сакајќи да го направат цар, Исус решил да се повлече. И тоа не им се допаднало на учениците, знаете, тој им наредил да тргнат со бродот, со коработ, преку езерото. И вика, останувајќи сам, Исус се искачи на гората за да се моли насам. Е уште една ситуација кога користи таква прилика да упати молитва до Бога, но не е за себе, толку колку за народот, за учениците. И вели, со часови продолжил сесрдно да разговара со Бога. Тие молитви не биле лично за него, туку за луѓето. Се молел за сила да им го открие на луѓето божествениот карактер на својата мисија, да не ја затемни сатаната нивната моќ на сваќање и да не го изопачи нивното расудување. Еве таа борба, ја гледаме. Исус се моли ѓаволот да не ги заблуди, затоа што многу лесно човек може да се заблуди и да тргне по она што очите му гледаат, да го изуме. Еве, ние денес, барем на нас се ни е јасно, да кажеме, се знаеме, зборуваме за вера, меѓутоа често пати гледаме, живееме според она што го гледаме, а не според верата. Вели, Спасителот знаел дека неговите денови на лична служба на земјата се речиси при крај и дека малку се оние што ќе го прифатат како свој Спасител. Во душевно страдање и болка се молил за своите ученици. Видите како се молел Исус. Значи не било единствено она ситуација во Гециманија. Иако тоа било навистина драматично, меѓутоа и овде гледате, во душевно страдање и болка се молел за своите ученици. Пред нив се страшни искушенија. Тој многу добро знае што ги очекува. И сега вели, нивните долго негувани надежи, засновани на широко расширените заблуди, ќе бидат изневерени на мощне, болен и понижувачки начин. Тие се надеваат, очекуваат да се зацари Исус, а он место тоа ќе добие трнлива круна, ќе заврши на крстот, како најголем разбойник. Неверојатно разочарување, но и тој сега се моли за нив да ги подготви Бог на некој начин за тие искушенија и идни настани, значи да не западнат во тие широко распространети заблуди тогашни.
Наместо издигнување на Давидовиот престол, тие ќе бидат сведоци на неговото распнување. Тоа навистина требало да биде негово вистинско кронисување, но тие тоа не го разбрале. Па која ќе ги нагрвалат големи искушенија, тешко ќе ги препознаат како искушенија. Без Светиот Дух, кој ќе им го просветли разумот и ќе им ги прошири сваќањата, верата на учениците би паднала. Еве го тоа, просветлување од Божја страна, а од друга страна ѓаволот се труди да ги бутне во заблуда и во разочараност. Исус го болело тоа што нивните сваќања за неговото царство во голема мера биле ограничени на световно величење и чест. Врз неговото срце лежал тежок товар. Поради нив и тој со тешки душевни маки и солзи ги излело своите молитви. Уште еднаш опис на тоа како се молел. Учениците не го напуштиле веднаш копното, како што им заповедал Исус. Зошто? Чекале да не се придомисли случајно сега, што му текна, зашто не остави, кога ние сакаме да го зацариме. Значи, си имаат своји очекувања, чекале известно време со надеж дека ќе им се приближи. Меѓутоа, кога виделе дека бргу се спушта мрак, влегоа во лагјата и се упатија преку морето во Капернаум. Го напуштиле Исуса со незадоволство во срцето. Лути на него, повеќе од кога било порано, откако го признале за свој Господ. Внимавајте, значи незадоволни, лути. Видите како им сега течат мислите. Значи како им паднал мрак на очи, да кажем. Мрмореле, затоа што не им било дозволено да го прогласат за цар. Се обвинувале себе си што толку лесно и се покориле неговата заповед. Си викале сега, требаше со сила да земе да... Со нас ќе биде готово, ќе зацариме, со сила цар. Сметале дека со поголема упорност би можеле да ја постигнат својата цел. Нивните умови и срца ги офатило неверство. Честолюбието ги заслепило. Еве го заслепувањето, еве ја темнината. Знаеле дека фарисеите го мразат Исуса и топло сакале да го видат на висока положба, што според нивното мислење заслужувал. Да им покаже, да видат тие, знаете, тоа е човечкото. Да се биде соединет со учител, што може да прави величествени дела, како што тој ден направил, а сепак да се биде прогласуван за измамник, било искушение што тие тешко го поднесувале. А не само измамник, него знаете, велеле дека тој чудата ги прави со сатанска сила и така натаму, така натаму. Едноставно, како што и денес видовме, свештенството не го прогласиле за темнина, значи оној кој што е во темнина и промовира темнина, а тие биле оние кои што промовирале светлина. И сега на учениците сето тоа им паѓа тешко и вели, дали требало секојаш да се сметаат за следбеници на лажен пророк? Значи се поставуваат сега прашања. Еден куп негативни мисли. Зар Христос никогаш нема да ја преземе царската власт? Зошто тој кој поседувал таква сила не се открил во својот вистински карактер и нивниот пат не го сторил помалку болен? Зошто? Зошто, Господи? Зошто не го спасил Јован Крстител од насилна смрт? Нели е семоќен? И зошто и вели учениците размислувале така, се додека не навлекле врз себе голема духовна темнина. Еве како човек може да се најде во темнина. Погрешни очекувања, погрешни размислувања, погрешни прашања, со се погрешно едноставно. Место да мислеле, ќе видиме подоцна во цитатот, тоа го велеле, место да мислеле на благословите што ги добиле тој истиот ден, значи со лебот, со рибите, знаете, тие биле посредниците, Исус на нив им ги давал, па тие им носеле на луѓето. Место на тоа да размислувале, видите со какви прашања се измачувале и со сето тоа навлекле врз себе голема духовна темнина. Се прашувале дали Исус можеби не е некој измамник, видите до каде дошле. Како што тврделе фарисеите, си кажа, па они се изгледа во право. Овој е измамник. Овој не проповеда вистина. Фарисеите се во право. Учениците тој ден биле сведоци на Христовите величествени дела, се чинело како небото да слегло на земјата.
Замислите си ние да сме били на една таква сцена присутни. Колко беа? 2 лева или обратно беше? 5 лева и 2 риби ли? Како? А токаво мноштво. Да, и останало 12 кошници, како беше, да. Се чинило како небото да слегло на земјата, сеќавањето на тој величен славен ден требало да ги вдахне со вера и со надеж. Дури и кога површно би разговарале меѓусебно за овој ден, не би дошле во искушение. Дури и површно. Меѓутоа, нивното разочарување ги окупирало нивните мисли. Христовите зборови соберете ги останатите парчиња за да не пропадне ништо, биле многу значени. Тоа биле мигови на големи благослови за учениците, но тие сите ги заборавиле. Замислите си истиот ден. Колку човек е склон да заборава. Кога беше вчера, гледавме дома проповед од Томе Насков. Го знаете Томе Насков? Мислам дека од Велес ли беше, откаде беше? Не од Велес Томе Насков? Не. Уфпе. Има Велешанка тука, да. Зборувам глупости. Добро. Така ми остави впечаток, неколку пати го имам видено тамо како се качувам в автобуска. Добро, не е битно. И тој кажуваше, цитираше некои световни филозофи, не е ни битно, меѓутоа имаше добри мисли и вика лошите мисли, лошите работи ни се лепат, вика како чичка, знаеш, како добрите вика ни склизнуваат онака како вода. И еве го тоа, значи, мислам тоа е случај во нашите животи, не е само кај учениците. Какви благослови виделе тој ден, место на тоа да се задржат тие, каде отишли со своите мисли. Нивните мисли биле вознемирени и неразумни, а Господ им дал нешто друго што ги потресе нивните души, што ќе ги потресе нивните души и ќе ги вработи нивните умови. Господ зашто некојаш дозволува бури? Да не ги дисциплинира мислите, да не ги насочи в вистински правец. Бог тоа често го прави кога луѓето сами себе си создаваат товари и неволи. Поготоа сами себе си кои си создаваат. Учениците немале потреба да создаваат неволи, бргу се приближувала опасност, незабележано им се приближувала силна луѓа, а тие не биле приготвени за неа. Тоа била ненадејна спротивност на мощни убавиот ден и затоа кога ги зафатила луѓата, тие се исплашиле, затоа што не едноставно биле тотално запрепастени од сето тоа, а во мислите знаете каде биле, каде отишле и тоа е тоа, изненадени биле и што правиле, се што правиле за да се спасат. Заборавиле на Исуса. А Исус бил тука, сега да не го читам сето тоа како внимателно следал се што се случува. Потоа нели им се приближило дејќи по вода, па мислеле дека е привидение некој, па уште повеќе се исплашиле. Тоа е тоа, значи стравот, претходно негативните мисли. Од ден на ден Бог ги поучува своите деца. Со приликите од секојдневниот живот ги приготвува да ја одиграат својата улога на пошироката сцена што ја одредило неговото провидение. Резултатот на секојдневните проби ќе ја одреди нивната победа или пораз во големата животна криза. Оние што не ќе успеат да ја сватат својата постојана зависност од Бога, ќе подлегнат во искушението. Уште една што ќе повторам. Оние што не ќе успеат да ја сватат својата постојана зависност од Бога. Ние сме целосно зависни од Бога. Никој од нас не е силен, посилен, најсилен, не знам, ваква сила, онаква сила. Немаме ние сила да се избориме, може би со некој искушение, ама ќе паднеме на следното. Ние можеме да предпоставиме дека нашите нозе сега стојат цврсто и дека никогаш нема да биме поместени. Можеме со доверба да кажеме, знам кому му верувам. Ништо не може да ја поколева мојата вера во Бога и во неговата реч. Тоа е решението. Меѓутоа, сатаната се обидува да ги искористи нашите наследени и стекнати црти на карактерот и да не ги заслепи очите, за да не ги видат нашите потреби и мани. Ние можеме да одиме сигурно само ако сме свесни за нашите слабости и ако постојано гледаме во Исуса. Проблем ако не сме свесни.
Затоа Господ има начин како да не освести. Значи, погрешните очекувања, негативните мисли, до што може да доведат, значи, до темнина, да западне во духовна темнина. Сега читаме цитат од пророци и цареви, нешто за идните времења, но и за периодот кога Христос ќе дојде повтор пат. Христос вели ќе дојде во најмрачниот период од историјата на оваа земја. Мрачен бил периодот и кога се појавил за прв пат. Меѓутоа, уште помрачно ќе биде кога ќе дојде за втор пат. Че Христос ќе дојде во најмрачниот период од историјата на оваа земја. Деновите на Ное и Лот ја отсликуваат состојбата на светот непосредно пред доаѓањето на Синот човечки. Знаеме како што беше во Ноево време, како беше и во времето на Лот. Опишувајќи го однапред тоа време, Библијата кажува дека сатаната ќе работи со сета своја сила и со секоја неправедна измама. Цитирано од Второслуѓаните 2 глава. Неговото действување јасно се открива во се поголемата темнина, во многобројните заблуди, ереси и измами во овие последни денови. Значи, се поголема темнина. Светот запаѓа во се поголема темнина. Сатаната не само што го држи светот во своји раце, туку неговите заблуди како квасец се шират. Знаете кој сте меселе и сте користеле квасец, што прави квасецот за колку кратко време. Значи, како квасец се шират овие заблуди и во така наречените цркви на нашиот Господ Исус Христос. Големиот отпад ќе прерасне во темнина потемна од полноќната, непробивна како најцрно платно. Видите каква темнина доаѓа на овој свет. Заблуди, измами, ѓаволот ќе користи секакво средство. Заблуди кои што ќе се шират како квасец. Значи, големиот отпад ќе прерасне во темнина потемна од полноќната, непробивна како најцрно платно. За Божиот народ тоа ќе биде ноќ на неволја, ноќ на плачење, ноќ на прогонство заради вистината. Ако останеме во светлината, во таа најтемна ноќ, ќе биде тешко, но и во таа темна ноќ ќе полскоти сјајот на божествената светлина. И тоа знаете, колку е потемно, толку повеќе сјае било која светилка каде да се наоѓа. Само со Божја помош ќе можеме сето тоа да го постигнеме и да издржиме. Сега имаме цитат од Дела Апостолси, Делата на апостолите, книгата од Елен Вајт. Кај мнозина кои тврдат дека се Христови следбеници се наидува на иста гордост, формализам и себичност, на ист дух на противење на се она што заземало толку истакнато место во срцето на евреите. Значи, ќе се повтори историјата, како со евреите, велика и мнозина Христови следбеници. Во иднина многу така наречени Христови представници ќе заземат став сличен на оној што го заземале еврејските свештеници и поглавари спрема Христа и апостолите. Во големата криза, низ која наскоро ќе мора да поминат, верните Божји слуги ќе најдат на иста упорност, на иста свирепост, на решителна и непреодолива омраза. Страшни времења. На сите кои во тие тешки денови бестрашно ќе му служат на Бога, значи ќе останат во светлината, според своја собствена совест, ќе им биде потребна храброст, решителност и познавање на Бога и на Неговото Слово, зашто сите што ќе му останат верни на Бога ќе бидат гонети. Без исклучок. Доаѓаат такви времења. Сега ова е исто интересен дел, нешто во што се нашол и самиот Исус, читавме во утренските стихови, вели, нивните најчисти побуди и нивните најблагородни напори ќе бидат погрешно толкувани. Значи, светлината ќе ја прават темнина.
непријателите. Нивните најчисти побуди, нивните најблагородни напори ќе бидат погрешно толкувани, а нивното име озогласено и презрено. Сатаната со сета своја измамничка сила ќе настојува да влијае врз срцето и да го затемни умот за злото, да го представи како добро, а доброто како зло. Да ги заблуди едноставно луѓето. Да не знаат да разграничат што е светлина, што е темнина. Доколку е посилна и почиста верата на Христовите следбеници и порешителна нивната послушност кон Бога, Сатаната се повеќе ќе се труди против нив да ги поттикне оние што го газат Божиот закон, а тврдат дека се на вистинскиот пат. Ќе биде потребно најсилно надевање и најголемо јунаштво и одлука за да се одржи верата која еднаш им е дадена на светите. Бог сака припадниците на неговиот народ да се приготват за кризата што наскоро ќе настапи. Приготвени или не, тие сите ќе мора да се соочат со неа, а во времето на искушенијата и проверката ќе преодолеат само оние кои својот живот наполно го согласиле со божественото мерило. Кога световните владетели ќе се обединат со верските и со црковните раководители да донесат прописи за прашањата на совеста, тогаш ќе се види кој навистина се бои од Бога и кој му служи. Кога темнината ќе биде најгуста, тогаш светлината на вистинскиот христијански карактер најјасно ќе блескоти. Кога ќе исчезне секоја друга заштита, тогаш ќе се види кој навистина има сигурна потпора во Господа. Видите зашто не спрема Господ? За какви искушенија и какви времења? Затоа се тие бури сега што ги доживуваме искушенија во животот, за да не подготви да можеме да се држиме само за Бога, значи без никаква подкрепа земска, никаква заштита друга. Во време кога ќе биде најтемна темница. И доека непријателите на вистината ќе демнат од сите страни да откријат кај Божиот народ некое зло, Господ будно ќе бдее над своите штитејки ги. Тој за нив ќе биде како сенка на големо дрво среде жедна пустина. Прекрасен цитат. Има време и овој да го прочитаме. Еве еден друг аспект, една друга работа која што може да не заслепи и да не бутне во темнина или во таа заблуда да не знаеме да разликуваме што е што. Вели Елен Вајт, ова е цитат од Големата борба. Еден писател во познатото верско списание Религиозен телескоп тврди: никојаш досега не сме биле сведоци на такво општо верско опаѓање. Навистина црквата треба да се разбуди да ги испита причините за својата бедна состојба, зашто секој што го сака Сион мора да утврди дека состојбата на црквата навистина е бедна. Кога мислиме за тоа, колку се ретки случаевите на вистинско обратување, а од друга страна кога ја гледаме неспоредливата безочност и окоравеност на грешниците, тогаш и не сакајки мораме да извикнеме: зарем Бог заборавил да биде милостив? Или може би вратата на милоста е затворена? Причината за ваквата состојба лежи во самата црква. Духовната темнина што ги обвива народите, црквите и поединците во никој случај не смее да му се препише на Господа, на некакво негово самоволно лишување на луѓето од помошта на божествената милост. Туку за тоа се виновни луѓето затоа што ја занемариле и ја отфрлиле божествената светлина. Еве го тој избор. Ако ја отфрлиш светлината, запаѓаш во темнина. Нема трето. Добар пример за таа вистина ни дава историјата на евреите во Христово време. Што сгрешија и каде сгрешија евреите и во што може би наликуваме или може би ке наликуваме, оддавајќи се на световни уживања и заборавајќи го Бога и неговата реч, нивните сваќања станале затемнети, а нивните срца телесни и сенилни. Еве уште една причина која што може да не турне во духовна темнина, а тоа се световните уживања. И
отфрлање, заборавање на Бога. Затоа вели не знаеле ништо за Христовото доаѓање и во својата гордост и неверство го отфрле Избавителот. Како што и денес, може би мнозина ќе го пропуштат второто Христово доаѓање, односно едноставно не знаат ништо за тоа, затоа што се оддадени на телесни уживања. Но и тогаш Бог уште не го лишил еврејскиот народ од познавањето на спасението и од учеството во неговите благослови. Меѓутоа, оние што ја отфрлиле вистината, загубиле секаква желба за небесниот подарок. Од мракот создале светлина, а од светлината мрак. Додека светлината што била во нив не станала темнина, значи, да, од мракот создале светлина, од светлината мрак, додека светлината што била во нив не станала темнина, како што читавме во стиховите денес. А колку тешка била оваа темнина? На сатаната му одговара луѓето на изглед да бидат побожни, а не да имаат и дух на жива, вистинска побожност. По отфрлањето на Евангелието, евреите ревносно продолжиле да ги извршуваат своите стари обреди. Чи тие си продолжиле, мислејќи дека му служат на Бога, па и со тоа што го распнале Исуса, сметале дека му служат на Бога, значи гледате колку е силна заблудата. Строго вели ги чувале своите национални огради, додека најпосле и самите морале да признаат дека Бог не се појавува повеќе во нивната средина. Бог ги напушти. Западнале во таква темнина. Опасни се заблудите, опасно е времето во кое што живееме, уште по опасни времиња надоаѓаат, но надеж има. И еве на крајот ќе видиме еден цитат од второ сведоштво во врска со Енох и тоа како Енох успеал. Енох како еден успешен пример да се задржи во светлината и не само тоа што се задржал, туку Господ го зеде. Живееме во зло време. Околу нас се натрупуваат опасности на последните денови. Беззаконието се намножува и затоа љубовта се лади во многу срца. Енох одел со Бога 300 години. Ова самото по себе е неверојатно. Има малку време и тоа треба да не поттикне да копнееме по правда. Зар е потребно да не се изнесуваат стравотиите на Божиот ден, за да бидеме принудени да одеме по правиот пат? Пред нас е Еноховиот пример. Тој живеел во време на расипаност и околу него се било изопачено, че не дека нешто било поарно тогаш. Се било вели изопачено, но тој го вежбал својот ум кон побожност и љубов кон чистотата. Значи, го вежбал умот, го тренирал да му остане чист, да се задржи во светлината. Значи, како беше ако е светло окото, тоа ќе биде светло целото тело. Или во духовна смисла, ако ви е чист умот, ако нема никакви нечисти мисли тука, не се бавите со никакво зло, тогаш се е чисто, се е светло. Тоа го правил Енох, тоа 300 години, живеел во време на расипаност и околу него се било изопачено, но тој го вежбал својот ум кон побожност и љубов кон чистотата. Зборувал за она што е небесно. Го воспитал својот дух да се движи во тој правец и затоа на него бил печатот на божественото. Значи, треба напор од наша страна, не дека не, треба да се воспитаме, треба да го истренираме нашиот ум. Знаете како функционира умот и затоа е потребно, значи, напор од наша страна, тие навики да се поправат, со Божја помош секако. Вели, лицето му блескотело со светлина која сјаела од Исусовото лице. Толку многу бил светол, сјаел, буквално сјаел, како после онаа средба, нели, на Мојсија со Исуса на гората Сион. Значи, лицето му блескотело со светлина која сјаела од Исусовото лице. И Енох имал искушение како што имаме и ние. Луѓето околу него не биле понаклонети кон праведниците отколку нашата околина. Воздухот што го дишал бил исполнет со греф и расипаност. Како што е и денес. Сепак тој живеел свет живот, значи сепак успеал. Еве видовме како.
Него не го извалкале најголемите греови од тоа време во кое живеел. И исто така и ние можеме да останеме чисти и неизвалкани. Тој символично ги представувал светите кои живеат во опасностите и изопаченоста на последните денови и бил вознесен на небо заради својата непоколеблива послушност и вера, ќе кажам, кон Бога. Исто така ќе биде вознесен и оној верен остаток и пренесен од грешниот и расипан свет да ужива во чистите радости на небото. Енох е пример за таа последна генерација која што ќе биде земена, за оној остаток кој што ќе биде земен, живи ќе бидат земени, значи тие луѓе од земјата. За да бидеме живи земени и да бидеме однесени на небото во таа светлина, ние треба да се научиме тука да чекориме во светлината и да нашиот ум, нашето око биде бистро и само тогаш ќе можеме да разграничуваме што е светлина, што е темнина, да не ги бркаме тие работи и да не западнеме во заблуда, а ѓаволот, како што видовме во последно време, ги користи сите можни напори за да не сруши и да не заблуди. Нека Господ ни помогне, нека не одржува во светлината, затоа што само со Него и во светлината сме сигурни и ќе можеме да успееме. Слава нека му е. Амин.